Полнењето на електричното возило на Ребека е секогаш предизвик. Да живеевме во куќа во која имаме гаража, ќе го приклучевме таму. Бидејќи немаме каде, го приклучуваме тука на продолжен кабел. Ако администрацијата на Бајден сака да ја исполни својата цел, електричните возила да сочинуваат половина од сите нови продадени автомобили до 2030 година, таа мора да создаде подобра инфраструктура за полнење. Белата куќа дава $5 милиарди на државите за да изградат мрежа за полнење на национално ниво. Тексас доби најмногу пари на тој план. Стратегот на Austin Energy, Камерон Фреберг, вели дека мрежата во Тексас значително ќе ја зголеми употребата на електрични возила во државата. Постојат така наречени брзи полначи, каде што навистина можете да ја наполните батеријата за неколку минути, наспроти часови, и тие се стратешки поставени низ државата Тексас. Штом тоа ќе стане подоставно, ќе биде многу полесно да се патува на долги релации. Уште еден новитет дојде од Тесла, кој ги одобри своите полначи за други компании преку адаптер. Ако не возите Тесла, сега ќе имате пристап до повеќе полначи што постојат денес. Со новата електрична мрежа за брзо полнење на национално ниво, покрај новите адаптери, наскоро би требало да има посигурни и поефикасни опции за полнење.